Ова се настаните на денот. Артроскопска хирургија на рамен зглоб. Нова метода во болницата Свети Еразмо. Македонската историја е мозаик составен од локални истории. За посреќно детство, хуманитарна манифестација за медицинска помош на болни деца. Започнува реконструкцијата на градскиот базен Атина Бојаджи. Општина Дебарца ќе субвенционира купување велосипеди. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес во утринските и предпладневните часови претежно сончево време со појава на локална облачност и пониски температури. Максималната дневна температура само 22 степени Целзиусови. Попладне и во вечерните часови услови за појава на нестабилно време, врнежи од дожд и локално појава на невреме. Во петок над централна, северна, западна Европа, Пиринејскиот и поголем дел од Апенинскиот полуостров. Претежно сончево со локална облачност и топло. Над поголем дел од Балканот и на југ од Апенинскиот полуостров нестабилно време со пообилни врнежи од дожд. Локални врнежи од дожд само во источна Европа. Во петок на Балканскиот полуостров умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Локално поровни врнежи од дожд, услови за појава на невреме, а пообилни врнежи се очекуваат на југ од полуостровот. Грција и до 30 литри на метар квадрат. Максималните дневни температури од 18 до 27 степени на Балканот. Во Македонија во петок умерено облачно и нестабилно време со пообилни врнежи од дожд, грмотевици проследени и со ветер, пад на температурите. Локално се очекуваат порујни врнежи, услови за појава на невреме. Ке заврнат и над 30 литри дожд на метар квадратен локал. Минималните температури од 9 до 18, максималните дневни од 16 до 24 степени. Во Охрид во петок времето облачно, ќе има пообилни врнежи од дожд и грмотевици. Локално порујни врнежи и услови за појава на невреме. Се очекува да наврнат над 20 литри дожд на метар квадратен, минималната 13, дневната 19. Во сабота и недела умерено облачно и нестабилно време со слаби локални врнежи од дожд, минималната 14, дневната 21, односно 22 степени. Во понеделник претежно сончево, локална облачност и потопло. Во попладневните часови минимални услови за слаби локални врнежи од дожд и дневна температура до 25 степени Целзиусови. Ново во Охрид. Во центарот на градот на 300 метри квадратни и луксузен амбиент. Најдоброто место за забава. Свечено отворање и голема журка со нокаут во петок на 17 јуни. Од Астра за Охрид. Како да го искористам слободното време за дополнителна заработка? Каде да најдам работник при зголемен обем на работа? Хотам го има решението. Бидете дел од проектот Платформа за вработлување и социјални работи. Ако си невработено лице, студент, ученик постар од 15 години или вработен со согласност од работодавачот, пријави се за дополнителна заработка со платени придонеси и евидентиран стаж. Ако поседувате угостителски објект, изберете работник за краткорочен ангажман за кого проектот ги враќа платените средства за придонеси и персонален данок. Регистрирај се веднаш на hotam.mk. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард,
Рока Унитас, на располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Специјалната болница Свети Еразмо во Охрид воведе артроскопска хирургија на рамен зглоб. Со овој оперативен зафат, пациентите од југозападниот регион во земјава нема да се изложуваат на дополнителни трошоци и патувања до Скопје. Специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо во Охрид воведе нов оперативен зафат – артроскопска хирургија на рамен зглоб. Во изминативе 2 дена успешно беа оперирани 5 пациенти на возраст од 17 до 73 години со застарени комплексни повреди. За прв пат во јавното здравство се користеа нови современи импланти кои пружаат подобра рехабилитација на пациентите. Користевме за би рекол за прв пат во јавните здравствени установи вид на импланти, значи тоа направени исклучиво, значи од сутури, all suture implant се вика тоа, значи направени од конец кои што се со помал диаметар во однос на оние кои што се стандардно користени. И со тоа автоматски, значи имаме помала инвазивност во однос на коскеното ткиво, значи од претходните импланти кои се со големи на 4-5 мм, сега значи ги намалуваме диаметарот на имплантите. Пациентите во регионот во иднина нема да патуваат во Скопје за вакви оперативни зафати и нема да се изложуваат на дополнителни трошоци. Изминатите 2 дена бевме сведоци на еден, би го нарекол, изморено важен напор за понатамошно навлегување во сериозноста на ортопедската институција. Навлеговме во патологијата посериозно на рамениот зглоб. Операциите ги извршија ортопедите Угнен Шишовски и Александар Стевоски под менторство на лекари од специјалната болница Валтодра од Словенија. Овие 5 случаи кои ги сработивме изминатите 2 дена беа доста комплексни и за сето тоа имавме значителна помош и бевме под супервизија на докторите од специјалната болница Валдотра во Анкара од Словенија, особено началникот на нивното одделение за спортска медицина, доктор Марјановиќ, кој престојуваше тука во нашата установа за да биде супервизор на она што го работевме. Специјалната болница Свети Еразмо следниот месец ќе одбележи 70 години успешно постоење. Започнува реконструкцијата на градскиот базен Атина Бојаджи, објави градоначалникот Кирил Пецаков на својот Facebook профил. Согласно проектот се изврши расчистување и уредување на целиот простор на градскиот базен. Со проектот предвидено е да се изврши подготовка, односно пескарење на површините пред нанесување на заштитна обвивка. Трибините кај големиот базен кои се уништени ќе бидат санирани и оспособени за користење. Просторот околу малиот и големиот базен дополнително ќе биде хортикултурно уреден, а ќе бидат поставени и клупи и чадори. И во наредниот период продолжуваме со инвестиции во спортската инфраструктура, во спортско-рекреативниот центар Билјанини извори, информира градоначалникот. Македонската историја е мозаик составен од локални истории, презентирани значајни историски документи од минатото на градот и околината. Охридскиот историски архив го одбележа меѓународниот ден на архивот. Градскиот историски архив го одбележа меѓународниот ден на архивите со изложба на документи од локално значење.
За прв пат се објавени документи од минатото на Охрид, Струга, Дебар, Дебрца, Вевчан и Кичево, Центар Жупа, информира Никола Митровиќ Бабе, директор на Историскиот архив. Македонската историја е мозаик составена од локални истории, вели Митровиќ. Овие документи ја прикажуваат македонската историја од различен временски период и области, а Митровиќ издвојува еден историски момент од мноштвото важни документи од нашето минато. На еден интересен документ од 1962 година, мислам дека беше, се работеше за тоа дека селаните од село Белчишта собирале средства за да си создадат, односно си креираат собствена кино сала во тоа село и навистина тоа е интересно, бидејќи се согледува поривот, поттикот на мештаните за едно културно дејание. Во јавноста за прв пат се презентирани фотографии од невреме која зафатило Струга во периодите 1957 и 1962 година, значајни историски документи од манастирот Свети Јован Бигорски кои биле презентирани и во Ватикан, како и лични фондови од поети. И навистина и на интересна изложба која ја представивме како урбана, меѓутоа со поради временските прилики бевме приморани да ја ставиме во холот на архивот. Заинтересираните граѓани изложбата може да ја погледнат во просториите на градскиот архив секој работен ден. Вредниот тим на Историски архив ќе ја доближи до посетителите и туристите и во центарот на градот во текот на летниот период. Библиотеката Григор Прличев од понеделник започнува со летно работно време. Од 13 јуни понеделник па до 5 септември Охридската градска библиотека ќе работи во една смена од 8:30 до 16:30 часот. Читалната во одделот за издавање ќе биде отворена од понеделник до петок од 9:30 до 14 часот, а читалната за дневен печат и периодика во Прличевата одаја од 9 до 15 часот. Читалните ќе можат да ги користат само за члените и читатели. Во текот на летото, во одделението за издавање на книги, ќе може да се зачленат и лица кои ќе имаат подолг престој и одмор во Охрид. Годишната членарина за возрастни е 300, а за деца 200 денари, информираат од Националната установа библиотека Григор Прличев. По пауза од 2 години ќе се одржи проектот за посрекно детство во организација на Охридскиот Црвен крст. Манифестацијата има хуманитарен карактер и ќе се одржи на 11 јуни сабота. Се најавуваат многу забава, спортски настани и наградни игри. Собраните средства од продадените вредносни талони ќе се наменат за лекување на болни деца од социјално загрозените семејства. Општинската организација на Црвен крст ја најавува спортско-рекреативната хуманитарна акција за посрекно детство. Манифестацијата со хуманитарен карактер ќе се одржи на 11 јуни в сабота. Се организира со помош на стоматолошкиот центар доктор Батковски, а се вклучени Сојузот на училишни спортови и Асоциацијата Спорт за сите за спорт. Се најавуваат многу забава, спортски настани и наградни игри. Граѓаните може да купат вредносни талони, а собраните средства ќе бидат наменети за помош на децата од ранливите категории. Хуманитарната помош ќе се насочи за децата кои имаат здравствени проблеми, операции, лекови, помагала, информира Сашо Точков, председателот на Општинската организација на Црвен крст. Напоменува дека сиромаштијата се почесто чука на вратата на ранливата категорија охриѓани. Секојдневно расте потребата од хуманост на луѓето кон граѓаните кои ја чувствуваат немаштијата, напоменува Точков. Многу често, особено последните 6-7 месеци, е многу зачестена појавата на доаѓање на лица кои што навистина имаат проблем да набават основни прехранбени производи и да преживат, да обстанат. Гледаме да помагаме со помош на, кажувам, овие хуманитарни акции што ги организираме, но и со помош на општествено одговорните компании. За оваа манифестација да се одвива успешно се погрижија голем број општествено одговорни компании и корпорации, нагласува Точков. Во организација на акцијата за посрекно детство е вклучен и стоматолошкиот центар доктор Батковски. Ние заедно со нашите пријатели Курапрокс, Виафарм, Алкалоид и Хемофарм ќе доделиме многу награди. Дополнително ќе имаме едукативно катче, каде што ќе се делат совети за оралното здравје, доста информации, доста мислење, кој ќе биде споделено од нашите доктори. Ветуваме многу забава, многу дружење.
Охриѓани се хумани луѓе, но недоволно. Може уште повеќе и подобро да се вклучат со своји хумани донации, вели Сашо Точков. Нашата цел е преку хуманитарните акции, што повеќе луѓе да поттикнеме на хуманост. Нема поблагородно чувство од тоа да му се помогне некому во тешка ситуација, нагласува Точков. Од Охридскиот Црвен крст апелираат граѓаните да се вклучат во поголем број на хуманитарната акција и да дојдат на 11 јуни во 11 часот на градскиот плоштад. Денес заврши учебната година за сите ученици од основното и средното образование во државава. Со цел оптимизирање на целокупниот процес на уписи во средните училишта, Министерството за образование и наука оваа година за прв пат воведува нова дигитална услуга за електронско аплицирање. Пријавувањето на учениците за упис во средно училиште годинава ќе се врши преку линк до порталот за електронски услуги на Министерството за образование и наука euslugi.mon.gov.mk со специјална најава за средношколците преку собствените кориснички сметки на schools.mk. За првото пријавување на учениците во конкурсниот рок, порталот ќе биде отворен од 10 јуни во 10 часот. Учениците ќе може да ги пополнуваат своите пријави, апликации заклучно со 15 јуни 2022 година, најдоцна до 15 часот, после што системот ќе биде затворен. Во наведениот период, додека системот за аплицирање е достапен, учениците ќе можат да вршат ажурирање, измени и дополнување на своите пријави и да имаат увид во вкупниот број на поени од успехот, без поените од дипломите. Валидација на дипломите и внесување на поени од дипломите вршат комисиите од средните училишта. Доколку учениците до 15 јуни се уште го немаат добиено своето свидетелство за 9-то одделение, ги внесуваат своите оценки евидентирани во е-дневникот, односно во полето за свидетелство за 9-то одделение прикачуваат слика од е-дневник и на тој начин ја завршуваат апликацијата. Свидетелството од 9-то одделение задолжително ќе го приложат до училиштето при доставувањето на целокупната потребна документација, информираат од Министерството за образование и наука. Прелиминарната ранг листа на запишани ученици се објавува на 16 јуни на интернет страницата на Министерството за образование и наука mon.gov.mk, односно euslugi.mon.gov.mk, најдоцна до 9 часот. Доставувањето на потребната документација до училиштата е на 16 јуни од 12 до 19 часот и на 17 јуни од 7 до 19 часот, согласно изготвен распоред од страна на училиштето. И општина Дебрце ќе субвенционира купување велосипеди. Со цел да ги стимулира жителите на општината за користење велосипеди и поттикнување на рекреативниот спорт, на граѓаните кои ќе купат нов велосипед во 2022 година, општината ќе им надомести дел од трошоците. Согласно годишната програма за развој на спортот во општина Дебрца за 2022 година, за мерката Живе и здраво, вози точак, обезбедени се средства за субвенционирање на дел од трошоците за купување велосипед во вкупен износ од 200.000 денари. На барателот ќе му се надоместат трошоците направени за купување велосипед во висина од 50% од вредноста на велосипедот, но не повеќе од 3.000 денари со вклучен персонален данок на доход. Јавниот повик ќе биде реализиран по принципот прв дојден, прв услужен. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Напорите на Турција да ја ублажи светската криза со храна преку преговори за безбеден премин за извоз на житото заглавено во црноморските пристаништа, најдена отпор од Украина која тврди дека Русија наметнува неразумни услови, дека таа не верува дека Турција може да ја гарантира безбедност. Турскиот министер за надворешни работи Мевлют Чавушоглу вчера во Анкара го прими својот руски колега Сергеј Лавров, каде што разговараа за предлогот на Обединетите нации за ослободување на украинските пристаништа на Црното море за да може да се извезат 22 милиони тони жито од силосите. Војната меѓу Русија и Украина, третиот и четвртиот најголем производител на жито во светот, доведе до зголемување на цените на храната и ги загрози глобалните резерви. На територијата контролирана од Украина складирани се 30 милиони тони жито, повеќе од половината од вкупниот капацитет од 55 милиони, изјави Микола Горбачов,
на меѓународната конференција во Лондон, додавајќи дека територијата контролирана од Русија има капацитет за складирање од 13 до 15 милиони тони. Русија ја повика Украина да ги отстрани мините од областа во близина на Црноморското пристаниште Одеса со цел да се овозможи безбеден извоз на житото. Рускиот председател Путин вети дека Русија нема да ги користи деминираните коридори за да ја нападне Одеса, но агенцијата Associated Press потсетува дека Путин претходно годинава тврдеше дека нема да ја нападне Украина. Најмалку 10 лица загинаа, 3 се водат како исчезнати во поплави во централната кинеска провинција Хунан. Свлечиштето затрупало делови од села во јужниот регион Гуангси, објавија државните медиуми, а невреме го погоди Хунан претходно овој месец, а некои мониторинг станици објавија историски нивоа на врнежи. Околу 1,8 милиони луѓе беа погодени од доминантно рурална планинска провинција, од кои 286.000 беа евакуирани, а 2700 домови беа оштетени или целосно уништени, објави новинската агенција Ксинхуа. Над 3000 луѓе се евакуирани синоќа во Шпанија поред голем шумски пожар во туристичкиот регион Коста дел Сол. Причина за пожарот се уште не е утврдена, високите температури и силните ветрови го отежнуваат гасењето на пожарот. Најзагрозени биле 8000 жители на Бен. Тоа е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што бевте со нас. Довидување.